Одиме со уште една приказна и тоа доаѓа токму од платформата на Македокс, меѓутоа можеби прочитавте, голем дел од нашите македонски медиуми го пренесоа всушност ова искуство дека фестивалот на креативен документарен филм Македокс во рамки на Европското филмско издание или филмски маркет на Белиналето, кој што, ако не се лажам, на 18 февруари, како што спомена и Петрула сега во студио, ги ја промовира новата ВОД платформа. Ке има за цел во наредниве 2 години да ја понуди на европската публика можност да погледне повеќе од 70 документарни филма од автори во подем. Малку повеќе за платформата, чија активност дефинитивно е од есенцијално значење и освен тоа што ВОД платформата ќе биде отворена за публиката низ Европа, во нејзини рамки ќе биде креиран посебен дел наменет за професионалци, за оние кои што се бават со филмската индустрија токму во Европа. Кога говориме сега за Берлиналето, сама по себе е можеби една од најважните платформи во Европа и светот и ќе се согласиме Петрула дека стана збор за најголемиот европски филмски пазар и велат трет по големина каде што е убаво барем еднаш човек кој што се бави со филмот барем да го посети. Јас верувам дека станува кај многумина и конзистентно можеби појавувањето и посетувањето на Берлиналето како да кажеме празник за филмот се очекува. Покрај сите филмски фестивали кои што очекуваат, Берлиналето има посебна суштина за сите силофили или оние кои што не се бават со филмската уметност. Ти благодарам што одлучи сепак да не почестиш со твоето присуство и во година кога практично славиме 15 години Македокс. Тоа е убава јубилејна година и за можеби фестивалот за креативен документарен филм. Петрула Ваѓанова од Македокс денес во Утринска Да, фала ти Марко, еве пак повторно да се видиме тука во твојата емисија. Секако Македокс оваа година ќе слави 15 години, еден голем мал јубилеј ние го викаме. Оваа година ќе се одржува повторно во Куршумлијан. Датите се од 15 до 22 октомври, август. Да. И така да го спремаме фестивалот, ја правиме селекцијата и секако мислам ќе понудиме нови настани, нови филмови, а пред се оваа нова платформа што заедно со другите европски фестивали ја подготвуваме веќе 2-3 години. Фактички уште од 2020 година, кога почна короната, се создаде таа идеја меѓу нас фестивалите во Европа, како да им помогнеме на младите режисери да имаат пристап до филмските маркети, затоа што навистина е тешко, посебно во денешно време со оваа дигитална технологија, кога има еден куп на нови документарни филмови, да се пробиеш на филмскиот пазар, нели, и да бидеш и да станеш видлив. И поентата беше, а посебно во време на короната, кога не можеш ни да патуваш, ни лично да се среќаваш со луѓе, дистрибутери, продуценти, селектори на фестивали и така натаму. Бевме инхибирани, сакали или не? Да, сите и ние фестивалџиите, а секако и филммејкерите и посебно младите, на кои што најпотребна им беше една ваква иницијатива за создавање на таа платформа, во која што уствари учествуваат. Пред се создадовме една мрежа на европски фестивали, каде што учествуваат за сега 5 фестивали. Македокс е еден од основачите на таа фестивалска мрежа, која нарековме Doc Around Europe. И во неа покрај Македокс учествува и ФИПА Doc од Биариц, Франција, Doc Барселона од Шпанија, Док Михен од Германија и Верзио Будимпешта. И потоа се придружи фестивалот за човекови права Верзио од Унгарија. И 2 години се среќававме, имавме Zoom состаноци и секако меѓу себе разменувавме филмови. Со тоа што ФИПА Док Франција беше одговорна за филмовите со француското говорно подрачје, Док Барселона беше одговорна за филмовите од шпанско говорно подрачје, а
ние, Македокс, док Минхен секако за германско говорно подрачје, ние како фестивалот Македокс бевме одговорни и сме се уште одговорни за документарните филмови од Балканскиот регион, со тоа што под Балканскиот регион подразбираме не само бившите југословенски републики, него тука ги придодадовме и Турција, Грција, Бугарија и Романија. Значи, еден проширен балкански регион. И секако секоја година ние собираме филмови од овие републики, тоест контактираме со нивните филмски фондови и агенции, и на тој начин они ни праќаат филмови и ние понатаму тие филмови ги презентираме, ги промовираме пред другите европски фестивали. На тој начин им даваме поголема видливост и на полесен начин режисерите доаѓаат во контакт со фестивалските селектори и имаат поголема можност да бидат одбрани во програмите на некои од овие фестивали, а со тоа да добијат можност и да бидат присутни таму, со тоа што ќе бидат присутни таму, нели ќе имаат и поголема можност да се дружат со други филмаџи, да размеснуваат искуства и секако да дојдат во контакт со разни продуценти со кои што понатаму можат да направат копродукции за своји други, линкови врски за своите идни проекти, да дојдат во контакт со дистрибутери кои што се исто така многу важна карика во филмската дејност. Затоа што прво, ако не се лажам, линкување и представување на пазарот, така токму со оваа платформа? Од 2020 како што видите идеја како сте создали. Фактички сега за време на Берлинскиот филмски фестивал на 18 ноември беше промовирана на самиот Берлински фестивал оваа вод платформа. Таму моментално е нашата колешка Сара Феро и секако има представници од другите европски фестивали кои се дел од оваа мрежа. И Сара ни прати слики и впечатоци, секако дека беше успешна промоцијата, имаше многу луѓе кои дојдоа да го посетат настанот и да видат за што станува збор. Инаку платформата се наоѓа на линкот, одете на интернет, куцате docaroundeurope.net и ви излегува фактички од платформата на која што ги имате филмовите. Има таму еден сектор филмс, каде што кликате и се појавуваат кои филмови се поставени на платформата. Секој фестивал беше задолжен да постави од својот регион по 4 долгометражни документарни филмови и неколку кратки документарни филмови, со тоа што кога го бирате филмот, кликате на филмот, добивате ново квадратче, каде што нормално како сите вод платформи европски, имате тикет, купувате билет, со тоа што билетот е 5 евра за долгометражен документарен филм и 2 евра за краткометражен документарен филм, и тој билет, кога ќе го купите, ви важи 24 часа. Именно на тој начин филмовите, документарните филмови достигаат до било кој дом, значи многу поприсутни ќе бидат до пошироката јавност, значи може од секаде. Практично да ви пристигнат до вашата адреса, си го погледнете. Доколку имате компјутер, од било каде може и добар интернет секако да го погледнете филмот. И тоа е и оваа платформа е специализирана сега за млади автори, значи кои автори се во подем, тие ги викаме upcoming directors, и затоа што решивме... И Македок станува препознати в години, мислам, последниве години со Декониколци и така натаму, нели, волонтирањето? Тоа е документарната школа, таа повеќе се однесува на средношколци кои ги интересира како се создава, кои ги интересира воопшто филм, процесот на создавање на филм, но и посебно процесот на создавање на документарен филм, кој нели е поразличен од играниот филм. Инаку, овие што ги спомена Петрула, всушност фестивали Докс Барселона, Докфест Муних,
станува збор повторно за фестивалски изданија кои што ја обработуваат документаристиката, така? Да, тие се Исклучиво за тоа. тие се познати европски фестивали за документарни филмови. Фактички со нив ја иницииравме оваа мрежа и со нив ја правиме платформата. Исто така и они имаат поставено нивни филмови на платформата само сакам да потенцирам дека оваа платформа е за овие филмови се сепак дебютантски филмови и се искреирани од млади автори. Зошто го потенцирам ова и зошто е тоа толку битно? Затоа што на тој начин ние како мрежа и како платформа им даваме поголема видливост на новите таленти. Сега, таму исто така во оваа платформа има еден сектор professionals, кој што се однесува на филмската индустрија, значи на луѓе кои се занимаваат како што се продуценти, други вод платформи и ТВ платформи кои што би сакале да ги купат тие филмови, селектори на фестивали, они имаат пристап до таа платформа и на таа платформа можат слободно да ги гледаат најновите остварувања на младите автори, на младите таленти од Балканот, кои што ние би сакале да ги презентираме и да ги промовираме и на тој начин да стапат во контакт со нив и да ги повикуваат на нивните фестивали или да ги дистрибутираат. Инаку во платформата ќе биде отворена практично транспарентна за публиката до завршувањето на 74-тото издание на Берлинале? Во платформата сега веќе е отворена, значи можете да се купувате филмови, да гледате филмови на нејза. Сега моментално се поставени околу 35 филма. Во текот на наредните недели ќе го збогатиме фондот и така има сега за сега околу 70 документарни филмови, кои што секако имаат превод на англиски јазик и на нашите на македонски и така натаму. Со тоа што со текот на сега за сега ќе биде проектот е 2 години, но се надеваме дека и понатаму, дека ќе биде успешен и понатаму ќе го продолжиме. Да. Апропо, се не можам да избегнам темата околу 15-тото издание на Македокс. Дали, еве, бидејќи си долги години дама која што нели е во критиката на филмот, филмаджика по вокација што велам јас, се занимаваш со филмови и селекција, и дали Македокс, ви сте на последниве години можеби доби нова публика, дали имате веќе создадено и баш публика која што е филмска критика, нови медиуми кои покажуваат и понатаму за овие следни изданија на креативниот документарен филм Македокс? Еве веќе 15 години. Секако многу се радуваме дека Македокс како фестивал за креативен документарен филм, кој што нели документарниот филм е многу потешко да го промовираш и да го презентираш. Како жанр, пошто обично посебно на младите луѓе им делува малку како да кажам по-досадно и дека се тоа некои репортажи, но морам да признам дека со текот на годините се повеќе и повеќе е прифатен Македокс како фестивал од општата публика, но за нас е многу интересно и ние многу се радуваме затоа што младите го сакаат Македокс. Секако дел од тоа се должи и на тоа што Македокс е летен фестивал, дека се случува аутдор, дека тука младите имаат поголема слобода, имаме голем број на волонтери кои што се пријавуваат нели секоја година да работат. Не постои нешто по волонтирањето, само по себе активност во која што се впушташ нели со цело срце, без притоа нели да имаш некакво очекување за возврат. А добре кога го спомену нели да речам волонтирањето, колку денес да речеме таа филмска мејнстрим да речам глобализација, младите имаат интерес или покажуваат интерес за документаристиката, бидејќи вие го создадовте толку можеби докуниколци конкретно за стимулот за младите да го истражат својот потенцијал преку создавање на документарци. Они се на почеток повеќе го доживува Македокс како место каде што можат нели слободно да се изразуваат, но со текот на времето се повеќе почнаа да гледаат филмови и да ги интересира документаристиката и сите дебати кои ги одржуваме под смоква со режисерите, со гостите кои доаѓаат на фестивалот, да ги следат, да разговараат. Друга кој ќе младите луѓе кога дури да не се занимаваат со филм, кои ќе дојдат во контакт со авторот на филмот, со некои продуценти, луѓе
кои што имаат искуство во филмската индустрија или во филмската дејност и добиваат се повеќе и повеќе желба да ги гледаат нивните дела или и они да се идентификуваат со нив. И таку всушност се разви потребата за создавање на таа Доку Николци филмска школа, затоа што свативме дека студентите башка, они си имаат своја студентска програма, секако тука е важен и факултетот за драмски уметности, но сметавме дека дури од помала возраст треба да почнеме да ги образуваме и едуцираме младите, па затоа создадовме таа филмска школа за средношколци, Доку Николци, и они се навистина активни, си работат преку целата година, ги кажуваат нивните идеи, ние им кажуваме што е остварливо, што е неостварливо, си прават план за работа и на крајот на фестивалот добиваме по 2-3 филмски продукта од нив, кои што ги презентираме на самиот фестивал. Имаат своја промоција, нели премиера, па дури треба да изработат и плакат, све што се однесува на едно добро презентирање на филмското дело кое што самите го создале. Дури ние ги тераме и да научат како да ги пријавуваат филмовите, например на таа Film Freeway, ние што имаме платформа за submit, за пријавување, за аплицирање на филмовите, за да знаат како понатаму да го движат патот на своето дело низ другите европски фестивали, што не е лесно, нели, да се... За да се доведе таа универзална приказна. Само да прашам, знам дека 10 годишниот Македокс, колку добро ме држи меморија, се сопадна можеби со 30 години од уривањето на Берлинскиот зид и земја во фокус тогаш беше Германија. Годинава, дали има можеби некаква тематска содржина со што ќе се фати Македокс, да речеме, со овој 15 годишен јубилеј и можеби нешто што можеме да го одгатнеме сега, ако кажеме земја во фокус. Да, оваа година, не знам дали знаете, но е 50 години од нашата кинотека на Македонија и фактички оваа година, пошто документаристиката секако е многу поврзана со архивските материјали, снимки кои што сепак се чуваат во фундусите, нели, на кинотеките. Така што фокус оваа година ќе биде кинотечната дејност, со посебен акцент, нели, на нашата кинотека која слави 50 години од своето постоење, значи е создадена 1974 година. Со нив, они се партнер на Македокс фестивалот уште од самиот почеток. И имаме одлична соработка со нив и многу се радуваме, нели, што имаме и заеднички проект сега, кој што во текот на фестивалот ќе го реализираме, така што ќе ги поканиме и другите кинотеки од Балканскиот регион да бидат наши гости, како и гости на нашата кинотека, и да презентираат дел од своите архивски филмови кои што се веќе реставрирани и дигитализирани, затоа што тоа е, нели, една од работите која што моментално е најактуелна, како сите овие архивски материјали кои што се создавале со голем број години да се реставрираат и да се дигитализираат. Некои земји се многу, нели, напредни во тоа, како Холандија, Франција и Англија, но секако и нашите кинотеки во регионот имаат голем дел од своите фундуси дигитализирани и штета е да не се видат. Имено. Само за крај би те прашал, дали конкурсот, поточно повикот за филмови се уште отворен, бидејќи знам имате раен и краен рок, знам дека ранен беше негде до така, знам дека до 15 марта, ако не се лажам. Да, тоа зависи од цената која го пријавуваш филмот. Или иначе оваа година го отворивме аплицирањето на филмови на за документарни филмови. За документарни филмови, да. Во декември месец и ќе трае негде до април, да. И тоа на веб страницата на Македокс може да го има на веб страницата, го има линкот, каде кликаат на линкот и ги носи до таму каде што треба да ги остават сите податоци и филмот, за да можеме, нели, да го погледнеме. Јасно, бидејќи денес некако фокусот беше во платформата и представувањето на платформата во рамки на Белиналето на ова 74-то издание, ќе ми дозволиш повторно некаде пред почетокот на април да те повикам, да говориме малку повеќе, нели, и да ги
еве, можеби алармо да го вклучиме за повикот уште еднаш за документарни филмови, па здраве Боже да го одбележиме 15 години Македокс, 50 години кинотека на Македонија. Беше драго. Да, фала ти Марко Во секој време. што ме покани. Во секое време.